Централни вести. Добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. На почеток преглед на насловите. Македонските превозници вечерва се повлекуваат од блокадите. Брисел ќе ги вклучи транспортерите во посебна категорија. We are also proposing that we look now also more flexibilities here without compromising, of course, the security at the same time. Кривична за првиот регулатор Марко Бислимовски. Го пролонгирал одземањето лиценца на фирмата на притворениот Љупчо Пецов Јаволот. Бислимовски тврди се е чисто. Нема да дозволам да биде извалкано моето име. Силјановска експресно го потпиша указот на измените на кривичниот законик. Ова е чекор напред. Невладините негодуваат. Ваквото преводно решение во овој меѓупериод сметаме дека може да направи многу повеќе проблеми. Паднаа првите казни за користење мобилен на пешачки и возејки велосипед или тротинет. Забележувам дека нема пешаци кои поминуваат со мобилен телефон на пешачки премин. Завршува 4-дневната сага на граничните премини. Македонските превозници се повлекуваат од блокадите. Одлуката падна доцна попладнево по најавите од Брисел дека ќе се заложи за решение за проблемот со правилата за престој во Шенген зоната. На граничниот премин Блаце е Дејан Трајковски, па Дејан, ајде да чуеме сите детали како дојде до ваков исход и кога се очекува премините да станат проодни. Така, Борче, колку што може да се види позади мене, камионите на транспортерите се уште се тука, дел од нив веќе ги стартуваа, бидејќи по 4 дена се повлекуваат од товарниот дел на граничните премини. Ова следува по одлуката на асоциацијата Макам Транс, откако Брисел одлучи да донесе нова стратегија за визи која треба да даде решение за проблемот со кој се соочија транспортерите и поради кој излегоа на блокади, колку што можеме да видиме тие веќе тука се собираат пред своите камиони и некаде околу 20 часот ќе почнат со повлекување од граничните премини. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата на асоциацијата за повеќе детали. За прв пат Европската унија го стави на дневен ред прашањето за визната либерализација и решавање на проблемот за подолг престој, каде што јасно е наведено дека се однесува и на професионалните возачи и на спортистите кои што подолго престојуваат. Што значи тоа е веќе цврст сигнал, потврда за она што ќе се случува наредните 2 месеца, за да се изнајде вистинското решение. Дејан, слушнавме и во најавниот Форшпан, предходно и црногорските превозници најавија повлекување од блокадите, па ајде да чуеме комплетно кои се деталите од новата стратегија на Европската комисија. Така, Борче, во објавената стратегија на Европската комисија се планира камионџиите да бидат вклучени во посебна категорија, која би добила проширени правила за краткотраен престој во Шенген зоната, но за ова прилог подготви колегата Јован Ѓорговски, па предлагам повеќе детали да слушнем од него. Европската комисија ја објави новата стратегија за визи во која за прв пат камионџиите се прифатени како професионалци. Во кусиот документ кој беше презентиран попладнево наведено е дека за проблемот со превозниците се работи на прагматични решенија со земјите членки и се истражува можно воведување на ново законодавство со специфичен сет на продолжени правила за престој во Унијата. Според актуелните правила, од почетокот на системот за влез и излез, превозниците можат да имаат престој од 90 во последните 180 дена во Шенген зоната. Од комисијата велат дека свесни се за проблемите кои превозниците го имаат со овој систем, а решение најавуваат дека доправа ќе се бара од самата стратегија. We are aware of these concerns raised by transport operators in Western Balkans, and I think it's important to underline now that when we speak about this entry-exit system, it didn't introduce any new requirements when it comes relating to length of these short stays in the Schengen area. But we are aware of these difficulties now in this area, and in this visa strategy we are also addressing this point. So we are also proposing that we look now also more flexibilities here
without compromising, of course, the security at the same time. Документот што попладнево беше презентиран во Брисел, вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски го оцени како одлична вест за земјава. Во објава на социјалните мрежи тој порача дека македонските позиции наишле на разбирање во Брисел и дека возачите конечно се третираат како професионалци. Според него, во периодот што следува, Европската унија ќе излезе со стратегија за визи со која треба да се надминат проблемите на превозниците. Нашите ставови се прифатени, возачите се прифатени како професионалци, тоа е тоа што го баравме. После протестите и силната офанзива изминатиот период, Брисел ќе донесе нова стратегија за визи, која ќе значи решавање на проблемот со кој се соочија професионалните возачи. Превозниците од Србија, Босна и Херцеговина и Македонија веќе четврти ден го блокираат товарниот сообраќај на граничните премини со земјите од Шенген зоната. Сдруженијето на транспортери на Црнагора во меѓувреме ја прекина блокадата. Оттаму посредбата со владините представници порачаа дека биле дефинирани решенија за повеќе теми и очекуваат тамошната влада да го реши проблемот со Унијата. Така, Борче, само за крај, од она што го имаме како информација е дека министрите за транспорт од Европа ќе имаат состанок на 6 февруари во насока на решение на проблемот, и информацијата дека дневно поради ваквата состојба Западен Балкан губи 100 милиони евра дневно. Ние сме за сега тука, за кратко би требало да почнат полека да се повлекуваат и транспортерите, па информациите кои што ги имаме во моментов се тие. Борче. Дејан, ти благодарам за вклучувањето информациите. Уште кратко остануваме на истата тема. Министерот за надворешни Тимчо Муцунски попладнево оствари телефонски разговор со еврокомесарката за проширување Марта Кос. Соговорниците разменија мислење и за изнаоѓање конкретно и одржливо решение за предизвиците со кои што се соочуваат професионалните превозници, како и за прашањето поврзано со тарифите за челик. Во тој контекст, министерот Муцунски ја нагласи потребата од навремена и координирана реакција со цел да се избегнат дополнителни негативни ефекти врз домашната економија. Во контекст пак на евроинтегративниот пат на државата, министерот Муцунски ја потврди јасната и силна посветеност кон реформскиот процес, обезбедувањето континуитет во неговото спроведување, како и усвојувањето на законите кои што се составен дел од европската агенда. Силјановска експресно го потпиша указот на измените на кривичниот законик. Ова е чекор напред. Невладините негодуваат. Ваквото преодно решение во овој меѓупериод сметаме дека може да направи многу повеќе проблеми. Финансиската полиција поднесе кривична пријава против председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски за злоупотреба на службената положба. Финансова го сомничи дека наместо да и одземе лиценца на фирмата на притворениот бизнисмен Љупчо Пецов Ѓаволот, дозволил таа да работи уште 15 месеци и да оствари вкупен промет од над 3 милиони евра. Бислимовски вели се било регуларно и нема да дозволи да му се извалка името. Наместо да им ја одземе лиценцата, оти не ги исполнувале законските услови. Председателот на регулаторна комисија Марко Бислимовски дозволил компанијата Тритерол Петрол, која тргува со гориво на големо, да работи 15 месеци и да сврти промет од 3,1 милион евра, односно да оствари профит од речиси 230.000 евра, велат од финансова полиција, од каде денеска поднесоа кривична пријава во обвинителството против првиот регулатор за злоупотреба на службената положба и овластувања. Наместо лиценцата да биде одземена на 15.1.2024 година, истата е одземена дури на 14.4.2025 година, со што овозможил на компанијата противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност 15 месеци по истекот на законските услови и да учествува и да склучува договори по однос на јавни набавки. Со горе наведените действија, пријавениот ги повредил прописите кои бил должен да ги спроведува и му овозможил на правното лице Тритерол Петрол Дуел Скопје
да оствари вкупен промет во висина од 194 милиони 520.962 денари и да се стекне со противправна имотна корист во износ од 14 милиони 93.576 денари. Стои во соопштението на Финансова. Бислимовски на пресконференција пак порача дека тој регулаторна се отворени за соработка со сите институции со цел да се расчисти случајот и дека нема да дозволи да се извалка неговото име. Во однос на Тритерол Петрол уверува дека е постапено согласно закон и определените рокови, како што се постапува и со останатите компании. Воедно вели дека и времето ќе покаже дали целта на кривичната пријава е да се направи политички притисок. Овие постапки се потврдувани од сериозен тим во регулаторната комисија за енергетика. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и Правилникот за лиценци. Нема да дозволам на ниту еден начин, имајќи во предвид дека сум и татко, и сопруг, и брат, и пријател, да биде извалкано моето име. Времето ќе покаже дали имало или немало политички притисоци. Тритерол Петрол е во сопствеништво на Љупчо Пецов, викан Ѓаволот. Во изминатите години фирмата за трговија со гориво има повеќе кривични пријави, меѓу кои за фалсификување на документи за да добие тендери, доставување на нафта помалку од предвиденото со што е оштетуван државниот буџет, како и затајување на данок. Пецов во моментов се наоѓа во домашен притвор за предметот Синџир, откако претходно беше во бегство, а во 2014 година заедно со неговото семејство добија затворски казни од вкупно 20 години за слични злоупотреби. Името на Пецов е актуелно и периодов откако беше уапсен неговиот адвокат Фехми Стафа, кој зел 50.000 евра од него за да подмити апелацијски судија, за наместо во ефективен да оди во домашен притвор. Запрена е истрагата за најмалку 7 полициски службеници и началници, осомничени за предизвикување општа опасност со смртни последици во дискотеката Пулс, дознава Канал 5. Неофицијално, обвинителството за организиран криминал и корупција утврдило дека тие не можат да се гонат за предметното кривично дело, зашто немале надлежност за контрола на противпожарните мерки, туку исклучиво во делот на заштитата на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот. Обвинителството информација за ова најави за утре. Михајло Видимриски. За најмалку 7 полициски службеници, началници и инспектори од Штип Кочани, Проби, Штип и Чешиново, Облешево е запрена истрагата за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Дознава Канал 5 од своји извори. Тие беа осомничени за кривично дело тешки дела против општата сигурност. За тројца од осомничените истражната постапка била запрена поради застарување, а за дел бидејќи не е кривично дело што се гони по службена должност. Во конкретниот случај, полициските службеници требало да извршат проверки само во дело дали биле исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот, за вршење угостителска дејност. Произлегува дека проверките за противпожарна заштита не биле во надлежност на полициските службеници. Помеѓу другото стои во одлуката на обвинителот според неофицијалните информации, според кој делот овие осомничени не може да се подведат под правна квалификација за кривичното дело тешки дела против општата сигурност, туку евентуално за злоупотреба на службената положба и овластување. Од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција нема потврда за информациите. Оттаму најавија дека утре ќе излезат со целосни информации за јавноста. Инаку во оваа истрага беа опфатени вкупно 26 лица со полициски овластувања, па така освен за овие 7, за останатите се очекува обвинение. Во првиот предмет обвинети се 35 лица и судската постапка е во тек. Уште една истрага се води и во Кочанското обвинителство, во која се опфатени 11 лица, службеници, вработени и раководни лица во управата за јавни приходи. Паднаа првите казни за користење мобилен на пешачки и возејки велосипед или тротинет. Забележувам дека нема пешаци кои поминуваат со мобилен телефон на пешачки премин.
Премиерот Мицкоски како лаги и невистини ги оцени пораките на вчерашниот протест на ССМ. Одговарајќи на пратеничко прашање во собранието, Мицкоски рече дека како влада на синдикатите им понудиле покачување на платата на административните службеници за околу 40%, но дека било одбиено. Ивана Стојановски има повеќе од денешната седница за пратенички прашања. Барањата на синдикатите за зголемување на платите, евроинтеграциите и уставните измени во фокусот на седницата за пратенички прашања. Опозицијата со став дека синдикалните барања за поголем минималец и линеарно зголемување на платите се оправдани. Од власта возвраќаат дека ќе поддржат се што ќе договорат синдикатите и работодавачите. Премиерот Мицкоски потенцираше дека од ССМ веќе одбиле зголемување на платите за 40% преку унифицирана формула за пресметка на минималецот и дека понудата се уште е на маса. Минималната плата одамна не обезбедува нити минимум достоинство. Како влада постојано зборувате за економски раст, за стабилни индикатори и за успешни политики. Но прашањето е за кого е тој раст? Што е тоа што го понудивме? Моменталната плата да биде основица, која што сега секако ќе се зголеми за минималната, и тој збир да се зголеми за 8%. Сега, во април, 26. ССМ го одбија. Пратеници од албанската опозиција на седницата предложија да се направи резолуција за заштита на јазикот како предуслов за усвојување на уставните измени и одблокирање на евроинтеграциите. Повторувајќи го ставот дека нема уставни измени без гаранции, оти нема да има нови билатерални барања, премиерот Мицкоски пак возврати дека резолуција е потребна, но со јасен државнички став, дека земјава нема да прифати нови отстапки. Да почнеме со уставните измени со еден предуслов, сите пратеници 120 да донесеме една резолуција каде што ќе биде заштитен македонскиот јазик. Уставни измени нема да има. Додека сум јас председател на владата. Ако не бидат исполнети минимум два услови. Првиот услов, македонската заедница во Бугарија да ги добие за гарантираните права согласно меѓународното право и меѓународните конвенции и резолуции за човекови права. Не барам устав да се менува. Ова. И второ, дека не добиеме гаранции за нашиот идентитет македонски. За оваа работа ќе одам до крај. Па макар ми била и последна. На седницата народните избраници се интересираа и за законот за правична застапеност и проектот Безбеден град, за кој премиерот порача дека единствена негова цел е да се спасат човечки животи и дека е подготвен поради неговата имплементација да плати и политичка цена. Наскоро, како што најави, очекува законот за правична застапеност кој добил позитивно мислење од Венецијанската комисија да се најде пред пратениците и да добие нивната поддршка. Со предлог измени на закони да се гарантира минимална плата од 600 евра за граѓаните, кои заслужуваат достоинствен живот, а да се замрзне она на функционерите, бараат од СДСМ. Венко Филипче најави дека предлог измените ќе бидат доставени до собранието, откако ќе заврши анализата и можноста синдикатите да дадат своји предлози. Предлагаме зголемување на минималната плата во вредност од 600 евра во нето износ, како и замрзнување на платите на функционерите. Не може да има пари за тендери на оваа тендер коалиција, не може да има пари за непотребни трошоци, а да нема за тоа што вистински треба, тоа е за стандардот на граѓаните. Пораст на платите и во Албанија, и во Србија, и во Косово, во Црна Гора, само кај нас тоа не е случај, владата едноставно до сега не води никаква грижа. По информациите дека предлогот за укинување на техничката влада наскоро ќе влезе во собраниска процедура, спикерот Гаши се надева дека сепак има начелен меѓупартиски договор и дека процесот нема да мине без консензус. Јана Јосиповски има повеќе.
Добро е да има меѓупартиски договор, а не и наетење за укинување на техничката влада, смета собранискиот спикер Африм Гаши. По информациите во јавноста дека владата во следниве денови ќе го почне процесот за нејзино укинување и покрај противењето од СДСМ, а предлог измените на законот за влада со кои се прецизира пржинската влада да важи само уште за следните парламентарни избори и во кои ресори опозицијата ќе има дополнителни заменици министри. Гаши вели дека се уште нема никаков предлог од владата за ова прашање, но смета дека е потребен консензус од сите партии. Законот тоа не го овозможува и не го забранува, но мислам дека треба да се договориме, особено за такви работи кои заедно се дошло до такво решение. Сега, ако се настојува да се пристапи и на етчитски или унилатерално и тврдоглаво да се застане зад негој став, тоа е друга работа, но треба да се аргументира и да се дојде до решение кое сите заедно еден ден ќе кажеме ова техничка влада веќе не ни треба. Лидерот на СДСМ Венко Филипча останува на ставот против укинување на пржинската влада, за како што вели да се спречат злоупотреби на институциите. Најавите дека власта следната недела ќе иницира законски измени, со кои техничката влада сега ќе остане, а во следниот изборен циклус ќе се укине, ги оцени како политички трик и кажа дека нема да поддржат такво нешто во собранието. Зошто е тоа повторно политички трик? Ако е донесена со консензус, нека се укине со консензус. Значи, вистински фер политичка комуникација, третман со работка е да како нешто било договорено, така да продолжи и понатаму. Каков е тој став? Сега не ќе оставиме затоа што вие сакате, ние не сакаме без аргументи. Ние откаде да знаеме дека на следниот изборен циклус тоа ќе биде ситуација во која што овакви параметри, кои што сега ни се причина да се противиме на укинувањето, повторно нема да има. Не може да знаеме. Така да сметам дека тоа не е коректно и таков предлог нема да поддржиме. Укинувањето на техничката влада беше една од главните теми на лидерската средба. Ставот на Ахмети по средбата беше да се почека мислење од меѓународната заедница, додека левица се изјаснија за таа да замине во историјата. За нејзино укинување се и владеачките знами вреди. Председателката Силјановска експресно го потпиша указот на измените на кривичниот законник донесени вчера. Инаку вчера од платформата за борба против корупцијата преку допис до неа побараат да не го потпишува указот затоа што, како што велат, создава дополнителна правна несигурност и уназадување во борбата со високата корупција. Маја Стојановска. Председателката Гордана Силјановска-Давкова го потпиша указот за измените на кривичниот законник, иако платформата за борба против корупција претходно побара тоа да не го стори, предупредувајќи дека дел од решенијата го ослабуваат гонењето на високата корупција и не обезбедуваат правна сигурност. Силјановска-Давкова и покрај забелешките за делата поврзани со злоупотреба на службената должност и јавните набавки, оцени дека измените се подобро и нужно транзитиско решение во однос на ониот 2023 година до донесување на нов кривичен законник. Одлуката да стави потпис вели се должи на тоа што измените се изгласани со 76 гласа за, а не единствено со потребното мнозинство од 60. Таа го поздрави усогласувањето на законите, потребни за функционирање на Safe City, како и службеното гонење на семејното и воведувањето ново кривично дело за заштита од родово насилство. Ако ги анализирам јас решенијата во однос на измените што беа катастрофални на овој закон, ова е чекор напред. Ако овие решенија ги споредиме со решенијата што беа вградени во 2020 и која беа трета година, дека неспоредливо овие се подобри. Дарко Аврамовски од граѓанската организација предупреди дека со измените се намалуваат казните за злоупотреба на службената положба, што може да доведе до побрзо застарување на тешки предмети за корупција. Според него, меѓу другото, се ослабува и заштитата на јавните фондови и постои можност за создавање на правна конфузија околу одземањето на незаконски стекнат имот. Аврамовски ја критикува и недоволната јавна и стручна дебата при носењето на измените. Имавме веќе готово решение, се што требаше да се врати кривичниот законник во на состојба пред да бидат измените од 2023 година.
особено затоа што сега чекаме донесување на целосно нов законник, така што ваквото преодно решение во овој меѓупериод сметаме дека може да направи многу повеќе проблеми. Измените на кривичниот законник доаѓаат покажувањата на Уставниот суд со цел да се надминат слабостите од измените во 2023 година, но и по забелешките на Европската комисија. Во меѓувреме Министерството за правда подготвува нов законник кој по зелено светло од Венецијанската комисија според најавите се очекува да биде донесен до јуни годинава. Пред стартот на системот Безбеден град в недела, падна и првите санкции за користење телефон на пешачки или при возење велосипед или тротинет. Казни се изречени за 30 граѓани. Јорданчо Цветановски. Заврши периодот на опомени. Полицијата почна да изрекува казни за граѓаните со мобилен на пешачки, како и за оние кои зборуваат на телефон додека управуваат тротинет или велосипед. Како што не информираа од МВР, во изминатите 4 месеци, поради прекршување на законот, регистрирани биле над 150 предупредувања, а 30 граѓани добиле и казни кои се движат од 40 до 50 евра. На територија на секторот за внатрешни работи Скопје, во периодот од 26 септември 2025 година до 25 јануари оваа година, констатирани се 152 предупредувања и 34 санкции. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Дел од граѓаните кои ги анкетиравме велат дека полека почнале да се навекнуваат на овие правила и истите ги почитуваат. Според нив, само на ваков начин ќе се зголеми вниманието кај граѓаните кои преминуваат на пешачки премин, особено таму каде што нема семафори. Сообраќај мора да се одвива. Има регулација со семафори. Забележувам дека нема пешаци кои поминуваат со мобилен телефон на пешачки премин. Мислам дека ќе го почитуваат законот и едните и другите, се надевам. Немат право. Нормално треба да помини да ги исклучи. Да ги исклучи телефонот и да помини и да биде внимателен на автомобилите кај што врваат на главниот. Дали вие се придржувате? Се придржува нормално. Во недела пак стартува системот Безбеден град. Откако деновиве се правеше финално тестирање на камерите низ државата. Во меѓувреме, од МВР упатија апел кон граѓаните да поднесат барање за промена на контакт податоците, што ги доставиле при регистрација на возилата доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Тоа може да го сторат на посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на МТВ во Скопје и во станиците за технички преглед на возила во државата, каде што е распореден деташиран референт на МВР. Грипот губи на сила, но од Институтот за јавно здравје апелираат да нема опуштање, затоа што постои опасност од втор пик. Според инфектолозите и пулмолозите, оваа година грипот има многу потешка клиничка слика. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. 1708 нови заболени со грип за една недела, што е за 17% пониско од минатата недела. Од Институтот за јавно здравје објаснуваа дека бројот на заразени од грип опаѓа, но дека се уште е рано да се каже дека грипот е ослабен. Најмногу болни се децата до 4 годишна возраст, а најмногу заразен има во Кратово и Дебар, потврдуваат од ИАЗ. А што се однесува до пикот, да приметувате дека имаме 2 недели намалување на бројките, но се уште е многу рано да кажеме дека сме го надминале пикот, бидејќи во минатата сезона имавме 2 пика. Можеби ова е првиот, можеби да е и последниот, но не значи дека нема да има нов пик и ново растење на бројките. Според инфектолозите и пулмолозите, оваа година грипот има многу потешка клиничка слика, но и последиците од грип се со сериозни компликации, пред се кај повозрастната популација и хронично болните. Остануваат и понатака да важат нашите препораки, кои што ги даваме за лицата да се заштитат, тоест да се избегнуваат собирање во простории каде што има повеќе лица, или доколку има нужно неопходна потреба да бидат во вакви простори, лицата да носат маска, посебно да водат сметка ранливите категории, постарите, повозрастни лица над 65 години, хронично болните, децата, трудниците, посебно да внимаваат на сопственото здравје, доколку имаат било каков сомнеж дека некое лице е заболено или покажува симптоми, да се избегнуваат контакти со
со заболени лица. Со почетокот на сезоната на грип починаа 3 пациенти со грип на клиниката за инфективни болести. Починатите не биле вакцинирани и биле со хронични заболувања. Само интервју на Оливер Спасовски во продолжение на Канал 5. За кратко со вас е Гоце Михајловски. Пријатна вечер.